6 до 7 пратеници од мнозинството наскоро би можеле да гласаат за формирање нова влада. Лидерот на ВМРО-ДПМН е уверен дека е можен пресврт во распоредот на силите во собранието и на кабинетот на Заев да му биде изгласана недоверба. Мицкоски не открива дали и со кого преговара за ново парламентарно мнозинство, но смета дека бројот на пратеници кои гласале при интерпелацијата на вице-премиерот Димитров е доказ за расколот во владеачката коалиција. Оно што се покажа на интерпелацијата, да речеме, за вице-премиерот Димитров е дека тој го нема довербата на 62 пратеника. Што значи кога денеска би се гласала влада, тој нема да помине. Бидејќи има само 55 пратеника. Така што мислам дека наместо да се извртува тезата, треба да се постави прашањето каде исчезнаа 7 пратеника кои што пред само 6 месеци го гласа Никола Димитров. Да не тие 6 пратеника или 7 понатаму гласат некоја друга влада и некој друго парламентарно мнозинство набрзо денес. Од власта возвраќаат дека мнозинството кое во моментов број 62 пратеници е стабилно. На ВМРО-ДПМН му препорачуваат да се реформира. Генералниот секретар на СДСМ и вице-премиер Љупчо Николовски е убеден во капацитетот на нивната коалиција, за која лидерот Заев пред извесно време најави дека ќе и се приклучат уште неколку народни избраници. Добро е да се реформира, добро е честните луѓе и таму да имат можност да дојдат до невисоките позиции во партијата, како што тоа ние го направивме во нашите редови, за да навистина има компетитивност, за да имаме конкуренција, за да разговараме за идеи, за проекти, како заедно да ја развиваме и заедно да ја мрднеме оваа земја напред. Навистина доаѓа времето во кое што многу работи треба да ги направиме заедно. Меѓутоа, она што го потврдува ВМРО-ДПМН е постојаните блокади. Локалните избори треба да се одржат во октомври. Опозицијата побара заедно со нив да се гласа и на предвремени парламентарни избори.